Граѓанско-демократската унија преку писмено соопштение денес повторно ја отвори темата за брана на реката Отиња, овој пат осврнувајќи се на ревизиите на проектор. Јавното обвинителство да започне постапка и да провери дали има криминал со проектите за брана на река Отиња, во кои се исчезнати стотици илјади евра, а проектот пак не е како што треба, така ни објасни министерот Сугарески. Господин Сугарески, проектот е изработен од Градежен факултет Скопје, потоа во еден мандат на ВМРО ДПМН се платени пари неколку десетици илјади евра за ревизија на тој проект и сега нови 200.000 евра ќе прибере некој за да прави нова ревизија на веќе ревидиран проект. Стои во соопштението. На ова реплицираа од ВМРО ДПМН, но проблемот со браната го упатија на друга адреса. Градоначалникот Бочварски подол период ја замајува штипската јавност дека конечно ја комплетирал техничката документација за брана на реката Отиња и го очекува одобрението за градба, но министерот за транспорт и врски вчера му ја плесна вистината во лице. Не само што нема комплетна документација, туку фали круцијален документ – позитивно мислење од ИЗИС. Тоа значи дека општината е далеку и од одобрение и од тендер за изградба на брана. Од општината уште еднаш повторија дека браната ќе биде реалност за Штип. Брана на река Отиња е изворно наш проект на оваа локална власт и затоа треба да ви биде срам да ја споменувате. Проектите и ревизијата се готови, студијата е готова, земјиштето е решено, се наоѓаме пред издавање на одобрение и распишување на јавна набавка за изградба на оваа брана. Непријатно и срамно е кога луѓе кои не направиле ништо за оваа брана, а ги интересирале само паушалите од управните одбори, да го споменуваат овој капитален објект.